Во вистинско време сте на вистинската телевизиска фреквенција. Стартуваме уште една нова медицинска едукација. Добре дојдовте на почетокот на најновото издание на Телма Амбуланта. Знаете дека секојдневно ви информираме на различни теми од областа на медицината со врвни и еминентни лица од докторската фила. Во следните 50 минути ќе дознаеме многу нови нешта, затоа ве поканувам да останете заедно со нас. Ќе зборуваме на тема која е доста актуелна, имено малку повеќе веќе се осврнеме денеска на вистинската или правилна исхрана, меѓутоа кај малите деца во овој летен период од годината. На што се треба да внимаваат родителите, која е вистинската храна или пак што е она што би можеле да го понесат од дома, што се вели, пред да заминат некаде на летување, или пак и да не одите на летување, можеби да одите до градскиот парк или пак во било која ваша блиска локација, меѓутоа летниот период е самиот по себе доста специфичен, затоа што голем дел од храната која ќе понестрпи одредени промени во зависност од високите температури, но и така ќе зборуваме на оваа тема. Имаме одличен соговорник за денеска со доктор Александар Сајковски, педијатар од клиничката болница Аџибадем Систина. Денеска зборуваме за исхраната кај децата во летниот период. Докторе, добро дојдовте. Благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Се надевам дека ќе отвориме теми кои што ќе бидат интересни. Па, искрено верувам и мислам дека поактуелна тема од ова не можевме ни да измислиме, затоа што е доста, нели, и актуелно, меѓутоа еве генерално вака што е она или пак кој е предизвикот за храна, за исхрана кај децата во овој летен период од годината? Па знаете како, ние веројатно она што најмногу го зборуваме во нашите амбуланти, педијатриски зборам сите, не само во клиничката болница Аџибадем Систина е да, дајте му на вашето дете да јаде, например овоше зеленчук се, меѓутоа измите го прво. Да. Значи, денеска, за жал, се сретнуваме се уште со некои навики кои не се баш добри, да не се доволно измиени овошјето, зеленчукот, например. Се дава нормално сирово, да речеме, вие можете од јагодите, например, кои што се прекрасно овошје, меѓутоа лесно се добиваат низа цревни инфекции, затоа што може да се прљеви. Значи, тие со пестициди се, ако не се доволно измиени? Па тоа со пестицидите морам да кажам една посебна, што знам, може да се направи емисија од 5 сата кога се пестициди и хербициди во прашање. Сегде може би да ги има. Ги има, да, ги има секаде. Јас лично, според информациите што ги имам и уопште што ги имаме, тоа е дека кај нас не е употребата на пестициди проблем. Злоупотребата е проблем. Да. Значи, постојат строги правила по кои што треба да се користат, а за нас во педијатријата се битни затоа што пестицидите може кај бебињата во тек на првата година, па и во втората година, да предизвикаат длабоки нарушувања на имунолошкиот систем и тие да се манифестираат после 3, 4 или 5 години. Тоа е нешто што е многу типично за тие хемиски субстанции кои што може да имаат латентност, да речеме, додека дадат одредени промени и одредени проблеми. Така да, денеска некој ќе каже дека органската храна е мода, по принцип за децата не е мода. Значи, децата треба да јадат, се што јадат треба да е со што помалку, да не речем со воопшто да нема пестициди, органофосфати и тие други соединенија. Мислам дека тоа е генерално кај секој, не само кај децата, туку и нели повозрастните или како и да ги наречеме, би требало да внимаваат во делот на исхраната и преку текот на целата година, меѓутоа особено нели во летниот период, затоа што многу голем дел од храната пак е подложна на намалување на нејзиниот квалитет како резултат на високите температури. Да, апсолутно, меѓутоа сакав овде да дополнам една информација која е по принцип многу битна. Ние долго време во медицината мислевме дека носиме гени за одредени болести и тоа е вистина така. Значи, откако се успеа да се мапира генетската структура на секој индивидуум, можете вие да направите своја генетска мапа без проблем и тоа не е нешто скапо денеска, за разлика од порано. Мислевме дека дојдовме до откритие и до можност дека ќе превенираме одредени болести кај некои луѓе кои што носат гени за одредени болести. Меѓутоа испадна дека не е баш така. Зошто? Во основа влијанието на надворешните фактори, тоа го викаме епигенетика, значи надворешната генетика, има многу поголемо влијание во појава на тие болести отколку што самите гени. Вие може да носите и ген за некој канцер, например,
а никогаш да не го добиете, а може и да го немате, тој ги на надворешните фактори да влијат таа епигенетика што ја викаме. А еден од клучните фактори тука е исхраната, односно се она што го внесуваме преку уста. Така да многу мора да внимаваат луѓето што јадат, како јадат, кога јадат и колку јадат. Да речеме, тука е интересен еден податок, човекот се раѓа, бебето кое ќе се роди, секогаш јаде многу повеќе на пократки временски интервали, повеќе пати во тек на денот. Кога ќе порасне, кога ќе стане возрасен маж или жена, го сведува јадењето на 2 или 3 пати у денот максимум, а може да и еднашка во 24 сата. Значи, навиките кои што ги имаат децата да јадат повеќе пати у денот, треба да продолжат и кај возрастната целиот живот. Знаете, денеска само 9% од светската популација, од целиот свет, јаде онака како што треба, тоа е 5 пати на денот. Мислам, многу мала количина, али 5 пати на денот. А не еднашка, а огромна количина на храна. Се разбира, тоа е многу и логично, затоа што на тој начин многу полесно функционира и желудникот, многу полесно функционираат и цревата, многу полесно и се празна, што се вели. И тоа е еден добар континуитет на храна кој што би требало почесто, а со помала количина да го внесуваме во организмот. Ми беше, сакав да ве прашам, дали луѓето имаат култура, односно начин на однесување кога станува збор за исхрана кај децата во летниот период од годината, односно на што се би требало да внимаваат? Значи, овој период, она што е клучно битно, значи, без оглед дали се децата однесени на одмор, море, езеро, океан, планина, не е битно. Значи, многу треба да се внимава на хигиената на самата храна и хигиената на раците. Тоа е клучен момент за да се избегне појава на инфекции кои што лесно се пренесуваат во летниот период, особено инфекции кои што се врзани со цревниот систем, значи оние проливи, да кажам, нели, проливи, повраќања, инфекции на дигестивниот систем, што го викаме. Значи, прво што мора да направат родителите, тоа е да имаат добра хигиена на рацете и хигиена на подготовка на храната. Впрочем, и тоа ги советуваме без оглед они утре каде ќе решат да одат на одмор. Не е битно дали на кој дел од светот ќе одат на одмор. Битно е да имаат услови, нормални хигиенски услови и да се одржава нормална хигиената. Да. Сега, факт е дека одредени храни во летен период е подобро да се внесуваат. Тоа се храни, односно компоненти во храната кои што имаат во себе доста минерали и витамини. Такви се, например, овошјето, такво е и зеленчукот. Нели? Тешките храни, кои што може да бидат во смисол, значи, тешките меснати храни, значи, мрсни, да речам, храни, се малце потешки и за децата и потребен е адекватен внес на течности, значи, минерали, витамини и заедно со нив течности. Да, најчесто што носат луѓето на плажа? Тоа е прашање кое што има неколку точки на одговор кои се многу интересни. Значи, клучното прашање кое ќе речете идеме на плажа е кој крема да ја земам и кој фактор за сончење. А во основа не е тоа првото прашање. Првото прашање е што носите на плажа и како ја чувате, да речеме, течноста, водата за вашето бебе или мало дете, или храната во што ја чувате. Знаете како, вие, да речеме, во лето најмногу труење со храна има со сладолед. Значи, кога затоа што знае да се загади сладоледот многу. Исто така со некои храни кои што лесно се загадуваат, значи на високите температури брзо се множат одредени бактерии, особено една група на бактерии што ги викаме, ние ги викаме колиформни, значи да речеме Escherichia coli, една бактерија која што може да предизвика пролив. А факторот за сончење е нешто друго. Тоа е секундарно. Да. А зашто се насмеав за тоа прашање? Затоа што овие денови слушам доста вака една обсежна дискусија и гледам по социјалните медиуми една обсежна дискусија околу витаминот Д, нели, и сончењето и давањето на витамин Д во лето, да се дава, да не се дава. Сакам одма, значи затоа и се насмеав, морам да ви кажам, сега мала дигресија баш околу Д витаминот.
морам да ви ја кажам, затоа што треба да знаат луѓето дека D-витаминот во основа се создава во кожата. Значи, многу мала е количината на D-витамин што го внесуваме преку храна и во основа сонцето преку кожата имаме создавање на D-витамин. Меѓутоа, оно што е парадоксално, што најчесто нашите родители, да речам нашите млади родители, ги шетаат своите деца, например, покрај море или било каде, во раните утрински часови, некаде 8-9 часот, нели, додека сонцето не е многу јако, нормално, затоа што после околу 12-1 е многу јако сонцето и може, нели, и изгореници да се добијат и така натаму. Меѓутоа, фактот дека D-витаминот во кожата се создава дури тогаш кога сонцето ќе помине над 50 степени, аголот од 50 степени со земјата. А тоа е обично период за Македонија, па и за дел од околниве земји, каде што нашиве луѓе најчесто одат на одмор, меѓу 10 и 12 часот. Дури во август е меѓу 10 и 2 часот, 14 часот, се извинам. Дури во август е меѓу 11 и 14 часот, а тогаш веќе децата не се изнесени надвор, затоа што е навистина многу топло. Од аспект еве на исхраната, кои врсти на храна се најмногу добредојдени или пак пожелни за детскиот организам во летниот период од годината? Било да сте дома, било да сте, не знам, да одите некаде надвор од својот дом во близина на вашето место на живење или пак некаде на летување. Значи, клучно битно од врстите на храната, да кажам, е секогаш кај децата треба да се внесува храна која има доволна количина на протеини, особено децата кои што се во првите 2 години, затоа што они растат. А секој ден создавање на ново ткиво, значи потребни се протеини. Главен извор за протеините е месото. Значи, месото е една од компонентите која мора да ја има во исхраната. Понатаму, да се внесува доволна количина на свежо овошје, и зборам за оној период кога веќе децата може да внесуваат свежо овошје, нели? А месо какво се извинува? Месото интересно е дека мислам телешко. Да, интересно е дека тука има одредени, ајде сега да кажам така малку заблуди околу формите на месото. Значи, препораките кои што ги дава Европската агенција за безбедност при исхрана, ЕФСА се вика, таа е во склоп на Европскиот совет, таму има препоруки за исхрана на децата, например, и кај децата во тек на првата година од животот е дозволено и потребно да се внесува телешко месо, да се внесува исто така пилешко месо, мисирка, дури има и јагнешко месо, свинското месо при крај на првата година, меѓутоа да се внесува многу, исто така многу да се внесува риба. Од рибите, заради големото присуство на омега-3 масни киселини, клучни се лососот и бакаларот, тука е и харинга, исто така, меѓутоа тие некои риби кои што ние многу као континенталци, да кажем, не ги јадеме. И исто така големи препораки има за користење на дел од меса кои не ни се во рутинска употреба, како што е зајачкото месо, например, кое што иначе богато со чисти протеини, по принцип. Тоа нема масноти, да кажем. Да. Значи, месото е еден од основните елементи, дури ние во педиатријата, кога децата јадат и кога им правиме, да кажеме, кога го комбинираме као мени, што треба да јадат, многу често се доведуваме во ситуација да ние калкулативно гледано внесот на месото, односно на протеините, конкретно, не го калкулираме во енергетскиот внес. Од причина што тие идат само во создавање на нови ткива. Тоа може да се калкулира за кај децата кога ќе заврши растот. Значи, нели, 1 грам протеини носи 4 калории, значи тие уопште не ги рачунаме во тие првите неколку години, затоа што тие калории влагаат директно во развој на детето, во новите ткива што се создаваат. Има еден податок кој што е многу интересен, а кај нас, например, има една стара поговорка, вика, риба не се дава кај дете додека не прозбори. А зошто? Па, тоа е народски така, нели, затоа што рибата не збори. Нели? Да, рибата молчи. Меѓутоа, по принцип, не е така. Значи, сите студии кои што се направени во медицината покажуваат дека колку порано почнете со давање на тој тип на мрсни риби, да ги наречем така,
рибешко, таму има голема количина на омега-3 масни киселини. И тие деца имаат потреба од омега-3 масни киселини затоа што имаат голем развој на мозокот, брз е развојот на мозокот кај децата, нели? Но они растат во тек на последните 3 месеци од бременоста најмногу, па првата година и втората година. И тука ни треба голема количина на омега-3 масни киселини. Што е со млекото и млечните производи? Голем дел од родителите се обидуваат можеби мајчиното млеко да го надополнат или пак во одредени случаи дури и да го заменат со купечко млеко едноставно, или пак со она кое се продава во аптеките, или пак со, не знам, ќе се најде, не знам, преку Јанко, Петко, пријатели, па се зема, не знам, од козјо или кравјо или било како. Меѓутоа, што е со млекото и млечните производи генерално? Македонија е, значи тоа има две исто така многу битни компоненти. Едно е млеко, млеко, друго е млечни производи. Да речеме јогурт, кисело млеко, кефир, сирење, кашкавал и така натаму. Кога станува збор за млекото, Македонија и воопшто мислам Балканов, не е само Македонија во прашање, ние имаме едни стари навики за користење на кравјето млеко во раната детска возраст, уште во период на доеначка возраст. Значи, зависно ако мајката снема млеко, па во минатото се давало кравјо млеко како замена за мајчино млеко, бидејќи едноставно ние до негде 60-70 години од минатиот век немавме тие адаптирани формули што ги викаме, нели оние вештачки млека што се прават, што ги има во апотеките. За жал тоа е една традиција која што е од минатото и која што се провлекува до ден денеска. Значи, апсолутно, децидно, јасно, гласно, значи, целата педиатрија во светот кажува дека во тек на првата година од животот кравјо млеко, козјо млеко или било кое млеко од друг цицач не треба да се дава, освен мајчиното млеко. До првата година? До крајот на првата година. Во колку мајката нема млеко, се деси да речеме да снема лактација, да нема млеко, тогаш треба да се даде формула. Ние велиме формула вештачко млеко кое што у принцип е приближено према мајчиното млеко. Тие млека, тие вештачки млека што се за бебиња, тие се направени од кравјо млеко или од козјо млеко. Ама се променет име составот, приближене максимално што може до составот на мајчиното. Од каде се земаат тие? Од аптеки? Од аптеки, да. Да, од аптеки. Тоа се тие формули што ги викаме, нели? Последните препоруки на Европската агенција за безбедност при исхрана вели и во втората година е добро да родителите даваат млеко како млеко кое е исто така формула и во тек на втората година од животот. За жал тоа со други зборови, значи што е можно повеќе максимално да се дава мајчиното млеко? Мајчиното млеко, така? Апсолутно, да. Па нема боле млеко од тоа. Ние сме по врста врзани. Вие имате цицачи многу на планетава Земја и сега едно вака малце грубо прашање за сите гледачи, а зашто да не пиеме млеко од глушец, например? И тоа е цицач, или тоа има млекото на глувците има над 11 грама протеини во 100 милилитри. Пример, сега вака не изгледа пријатно кога ќе го кажеме. Ама во рете, да, споредбата мислам генерално значи за нас, за човекот е клучно мајчиното млеко. Другото прашање е ако нема мајката млеко, се тоа е друг момент, или ако не сака да дои, се тоа е исто така има и такви ситуации кога мајките не ќе да дојдат. Сега малце е тоа, али го има, нели? Се сретнуваме и со тоа. Меѓутоа, по принцип, тоа е клучен момент. Но друго е кога станува збор за производите од млеко. Како што се сирење, кашкавал, нели, јогурт, кефир и така натаму. Тоа уствари представува, тоа се тие, нели, метаболирани производи од млеко, кои што се направени со внесување на пробиотски култури, што ги викаме, нели, пробиотици. Јас неколку пати мислам дека сум кажал, не се сеќавам по телевизиве, али по принцип на предавања, го имам кажано, например, човекот кој што најдолго живеел на планетава Земја, се викал Ширачи Ферзали, тој е еден талиш кој што живеел, по национално талиш, кој што живеел во Азербејџан и кој што живеел рекордни 168 години. Тоа е вака и во Гинисовата книга на рекорди внесен. Тој е човек кој што цел живот пиел, односно јадел кефир. А кефирот се пробиотици. Значи, затоа велиме не е исто млеко и
јогурт или кисело млеко или кефир. Кефирот носи во себе, например, кефир, јогурт, кисело млеко, носи во себе тие пробиотски култури кои што ги викаме пробиотиците као термин, доаѓаат од грчките зборови пробиос или за живот. Значи, го подобруваат животот. И ние тоа го користиме во педиатријата објективно многу, уште во тек на првата година од животот, кога уште детето не може да внесува и не треба да внесува производи од млеко, да речеме моцарели, кашкавали, сирење и така натаму, кај деца кои што се родени со царски рез, например, бидејќи они не можат да ги добијат тие пробиотици, тие пробиотски култури, затоа што не се родени спонтано и да поминуваат низ родилните канали, тоа е предизвик за нас во педиатријата да порано почнеме, многу рано почнеме со внес на пробиотици као култура. А што е со киселото млеко? Тоа е здрав производ. Апсолутно здрав производ. Киселото млеко треба да се користи, нормално има период кога почнува да се користи во детската возраст и тоа е нешто што е дел од исхраната, киселото млеко, јогуртот. Генерално за сите, мислам, за не сите, е за... Да. Па тоа е, киселото млеко, вие денеска имате, например, такви производи, ако отидете во маркетите во Западна Европа или во Соединените Американски држави или Јапан, имате разни типови на кисели млека, зависно од културата со која што е направено. И едноставно тоа е внес на здравје преку уста, наједноставно. Да, може често да се конзумира? Да, апсолутно. Нема никакви... Нема проблем. Да. Инаку, да ве подсетиме само почитувани, денеска зборуваме за исхраната кај децата во летниот период од годината со доктор Александар Сајковски, педијатар од клиничката болница Аџибадем Систина. Ве покануваме и вас, доколку имате прашања, да ни се јавите во текот на разговорот и во текот на емисијата, а заедно со доктор Сајковски ќе се обидеме, поточно тој ќе се обиде максимално да одговори на она што вас лично ве интересира. Вака, редоследно, од наутро, па се преку текот на денот, како би требало да изгледа една, ајде да не бидеме премногу сега според некои правила, да кажам правилна, меѓутоа една пожелна, би рекол, исхрана кај и кај децата? Да. Динамика, да. Знаете, да не, ја не би сакал да ги замараме, нели, нормално гледачите со бројки. Има едно правило кај децата, дека на децата треба да им се даде да јадат онолку колку што они сакаат, а не ние колку сакаме, као родители. Децата имаат, особено во првите 3-4 години од животот, имаат механизам, ова морам да го кажам да знаат родителите, механизам да кога ќе се заситат, престанат да јадат. И чао. И готово. Вие не можете да му даете повеќе, ќе плюка. Едноставно нема да сака. Затоа не треба да се оптеретуваат со квантум количина, но треба полека и динамично у тек на денот да се внесуваат одредени храни. Тоа што би значило? Тоа би значило дека стандардниот режим на исхрана со доручек, ручек, вечера мора да постои и 2 ужини. Помеѓу. Значи, тоа се фактички 5 оброци во денот, кои не треба да се големи. Значи, детето не треба, например, за ужинка треба да му се внесе овошје. Например, праска. Еве, сега као пример ке речеме. Не треба да изеде 5 праски. Една е доволно да изеде. Например, во минатото имаше, тоа беше многу интересно во Македонија, во минатото многу наши стари баби, прабаби и дедовци имале во своите дворови, нели, одгледувале пиперки, патлиџани и така натаму, мислам, ни за земјоделски култури. Во минатото децата јадеа жива пиперка. Тоа е исто така ужина. Например, живата пиперка, особено црвената, од која ние правиме ајвар, има повеќе С витамин отколку што има лимонот. И сега, ама е жива. Кога е жива, кога е термички ќе обработите, тој се уништува, за жал. Значи, С витаминот негде меѓу 52 и 60 степени се уништува. Така зелената пиперка? Зелената има исто така, малце помалце од црвената, но има нешто повеќе од лимонот. Али, сакам да ви кажам, треба на детето да му се даде да има оној класичен режим на исхрана, без оглед дали се родителите дома или на одмор. Значи, доручек, ручек, вечера и 2 ужинки. Доручекот е нешто што е, како викаат во светот на нутриционизмот, мора да го внесете за себе, нели? Особено кај возрастните луѓе. Ручекот споделите го со пријател, а вечерата со непријател. Во принцип, не треба вечерата да е многу тешка и многу јак. Но, кај децата, со оглед на
нивниот висок метаболизам вечерата може да биде појака отколку што е пожелно за нас возрастните, нели? Може да има и во себе јаглено-хидратна компонента, да речеме. Например, вие на едно дете можете да му даете до вечера као пример за шпагети, болонјезе, нема проблем. Ние не би требало баш да ги јадеме нив за вечера, но и децата може, затоа што они споро ослободуваат енергија и детето не се буди утек на сон, подобро нешто спие, да кажем. И кога станува збор за изборот на храните, значи, само доволно е да отидете на пазар да видите што све у суштина еден човек треба да јаде. Ние имаме повеќе од 100 блока на производи нутритивни кои што треба да ги внесуваат децата. Некој блок содржи една храна, некој блок содржи 6. Значи тоа се голем спектар на храни. Значи најдобро е да се држиме во исхраната на она реално суштински што природата ни го дава, а тоа е овошје, зеленчук, месо. Не на синтетичкиве производи од типот на торти и колачи, да речеме, нели, тој тип на јаглени хидрати, да кажеме. Меѓутоа, создава голема доза на зависност, можеби? Па, знаете како, тоа е... Или ти го заситува организмот, подоцна, не знам, во следните 3, 4 или 5 часа не чувствуваш никаква потреба за храна, а си го заситил организмот со тотално непотребни соединенија кои воопшто не се хранливи сега. Да, значи тие јаглени хидрати кои што доаѓаат од тој белиот шекер што го викаме, нели? Да. Во основа носат 4 калории, нели, по 1 грам внесен. Меѓутоа вие едно парче торта, на пример, вие над 1000 калории. Тоа е фактички количина на храна која треба да биде цел еден ручек, може да не достигне толкава, а тие се јадат обично после ручек, нели? И ќе изедеш едно парче торта или ќе му дадеш на детето торта и мислиш кој знае што си направил. Ама тие шекери идат у масти одма. Така да дебелината денеска се јавува и кај младите и кај возрастните, кај децата особено, се јавува заради користење на такви храни, значи чоколади, например торти, колачи разноразни, и користење на ова junk food што ја викаме храна, брза храна, која што е многу богата со тие трансмасни киселини и кузне што све не. А сега можеме се што тоа можеме секој сендвич од брза храна вака да го однесеме во лабораторија и постепено да го испитуваме. Во секој ќе најдеме различни Јас сум шокиран, например, колку млади луѓе, значи дебелината кај децата, конкретно кај децата и кај возрастните, меѓутоа кај децата е најмногу застапена во Соединените американски држави. Тој обезитет што го види. Мада и кај нас го има, нели? Меѓутоа кога ќе видите во нивните ресторани сегде пишува колку калории носат тие сендвичи. И тоа се негде 2000-2500 калории. Еден сендвич. А тоа е само еден оброк у тек на денот што го внесува детето, а тоа е огромна количина. Дури и да оди човек и да спортува, да вежба, дури и да потроши 3000 калории, ако внесол, например, 2500, па воопшто и тоа не е ни здраво. Па ја да ви искрено кажам и не знам дали може да потроши 3000. Дали некој може да потроши, да. Имаме гледач на линија, добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Може во студија да ме вклучите? Се разбира, во програма сте во живо, повелете. Добар ден. Би сакала доктора да му поставам едно пуслари да се консултирам со него. Имам внуче пред време родено. Кило и 170 грама. Сега е веќе 5,5 години. До 6 месеци успеавме мајчиното млеко да му го даваме. Бидејќи додека беше во инкубатор, она се измолзуваше и го замрзнувавме млекото. Кога излезе од инкубатор, почнавме да го храниме со тоа млеко. И се беше добро негде до 6-тиот месец, кога одеднаш се разбуди едно сабајле, целиот изфрла. И докторката, педијаторот, матичен, ни кажа дека е лактоза. Осетливост на лактоза. Добро. И од тогаш детето не прима млеко, млечни производи и бевме на гастро, на педиатрија, на клиника
и тогаш ни кажа дека има осетливост и на квасец. И од тогаш детето е на диета, ама многу слабо ни напредува, многу е ситен, мал, слабичок. Колку години има? Сега е 5,5 годинки. 5,5. Добро. И направивме некој испитување во Русија, ноктиња и влакна од косата му испративме и таму као се во редие, само малце е покачен јодот. Па би сакале кај докторов ако може да отидеме или вака нешто поконкретно да ни каже што да правиме со детево. Детево е цело време на диета. Да имате прашање само до гледачите? Не, во ред ова, само сакам да кажам, значи не е проблем Добро, ајде да го слушнеме докторот. Ви благодарам многу за јавувањето. Значи ова е состојба која што не е така честа, не е затоа што детето е родено пред време, значи едноставно има деца кои што се раѓаат со интолеранција кон лактоза, као шеќер. Значи се случува, нели има. Меѓутоа по принцип таа интолеранција кон лактоза многу ние ја носиме во тек на животот, се развива постепено. Например, во целата светска популација и 60% од возрастните луѓе не ја толерираат таа лактозата као шеќер, нели? Меѓутоа тоа денеска лесно се пребродува на начин што не се дава лактоза, се дава друг тип на шеќер, нели? Како извор за енергија, да кажам. Тоа може да се направи. Меѓутоа, како? Има други типови на шеќери, да речеме како што е малтодекстрин и така натаму. Добро. Кои што може да ги користат децата. Да речеме кога е мало бебе упрашање, например, ако треба да прима безлактозно млеко, ќе прима млеко друго кое што има друг шеќер унутра, ако може да го метаболира. Меѓутоа, добро би било да дојдат у суштина да се видиме, затоа што тука веќе треба да се направи една цела програма за јадење. Да се значи, направи цела една програма, тестовите ако се направени нема потреба да се повторуваат, затоа што... А што е со зголеменото ниво на јод, мислеше ни дека спомена? Да, она спомна дека е нешто зголемено нивото на јод, тоа треба да се види колку е. Мора искрено ви кажам. Тоа се истражува преку испитувањата кои што биле направени од ноктите и косата? Да. Тоа знае да А што значи зголемено ниво на јод? Јодот е една од компонентите која што кај нас, например, може да биде на гранично ниво висока. Меѓутоа, кај ова детенце е добро што нема таложење на тешки метали. Тестот што е правен е сигурно правен за да се провери евентуалното таложење на тешки метали, олово, кобалт, нели тој тип на метали, а тие очигледно не се покачени, а баш кај јодот може исто да се моделира во храната без никаков проблем. Добро, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Добар ден, повелете. Дали сум во програма? Да, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Би сакала да го прашам, имам две внучиња. Едното е 4 години, едното е 8 години. Тој од 4 години многу јаде чоколади. И тоа обавезно после градинка која ќе дојде. Многу. Превише. А за месо не ќе да чуе. Исто и големиот и малиот. Јадат варена храна, што викаме ние манџи, али месото никако. Го тргаат на страна. Како да ги натераме да јадат месо? Ке мовам одговор. Благодарам за јавувањето. Сега ова со чоколадите малку, ако нема, како ќе јаде? Па ако нема чоколада дома, нема да јаде. Веројатно му се сервира на маса. Сакам да кажам, старите наши имаат една изрека, а таа е у суштина голема вистина. Детето кој ќе огладни ќе јаде и орок игра. Значи, нагонот за преживување кај децата и бебињата е многу посилен отколку нашиот на нас као возрастни луѓе. Значи, клучно е да не се дава да немате дома храна која што не е штетна, не е добра едноставно за децата. Од друга страна, вие денеска имате, кога се чоколадите упрашање, имате еден парадокс многу интересен. Имате чоколади кои што се, ќе речем у наводници, релативно ефтини, реално релативно ефтини, 50 денара имате, например, 100 грама чоколада. Има и поевтини. Има и поевтини, да, кои што се пуни со млечни масти. Да, катастрофа. Значи, тоа е катастрофа. Ако побарате чоколадо, кое треба да се даде на дете во мали количини,
Онда гледате дека цената на тие чоколади е многу повисока. Затоа што таму и нема нема млечни масти, нема други додатоци, него е чист какао. Да. Сега, ама тоа па е врзано со тоа дали луѓето може да го купат или не, али и да го може да го купат, не треба да се дава, чоколадите не треба да бидат доминантна храна. Факт е дека има и една друга вистина, која често ја споделуваме, дека децата знаат многу често да го јадат тоа што нивните родители го јадат. Например, многу семејства има, ако родителите не јадат спанек, не јадат ни децата. Затоа што едноставно ги гледаат. И сега не можете со сила да го терате него да јаде спанек, а вие да не јадете. Значи, ние треба да ги учиме децата што да јадат. Нели, сукцесивно полека. Така е исто со месото. Значи, така е и со бебињата кога учат кашички да јадат. Они може да почнат да реагираат на некоја кашичка, да не сакаат да ја јадат. Меѓутоа, вие ќе го оставите детето, нема карање, нема расправање, нели, ќе го оставите, нема да му даете да ја јаде, не сака, нема да, као со месото што рече гледачката, нема да му даете да јаде, ама нема да му даете ништо друго. После саат два повторно го вадите тоа јадење на маса. Не сака да јаде, нема да јаде. Ама после саат два повторно истото јадење. Се со шега, се со разговор, не со карање, не со расправање, не со тепање, тама работа. Тоа... И да видиш како ќе почне да се папа. Почне да јаде. Да. Да. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам за еден совет. Имам девенце, скоро 6 месеци, роден е малце порано во 34-та недела, но сега веќе има 7,5 кила, убаво си напредува. Меѓутоа, за разлика од првото дете, одбива храна, пробувам да му дадам, воопшто не сака ни да ја голтне од моја слука, дури ми се загрцнува. Прашањето ми е дали да го почекам уште малку или да настојувам, да бидам упорна. Добро, благодарам. Да, добро прашање. Прво, тежината е многу добра за дете кое е родено вака прематурно. Мора да напоменам дека ако е 34-та недела, значи тоа дете му треба малце време, да речем месец-два, малце покасно можеби да созрее за некои активности. Нели, тоа ние го мериме као стандардно раѓање и коригирана возраст. Така можеме да го мериме. Но морам една мала ситна дигресија на оваа гледачка и на она претходно што рече дека има дете кој е родено пред време. Морам да ви кажам дека се тоа деца посебно интересни, деца кои што се родени пред време. Тоа се деца кои што е интересно, например, во последните месеци од бременоста, настанува малку една блага диспропорција во развојот на мозокот. Значи, ако сте предвидени да бидете дешњак, например, па левата хемисфера е малце поголема, кај прематурните деца може да се случи еднакво добро, значи двете хемисфери на мозокот се еднакви, да се кога ќе проодат, кога ќе протрчаат, нели, еднакво добро да пишуваат со лева и десна рака или еднакво добро да удрат со лева и десна нога. Има една исто така многу интересна вистина за децата што се родени пред време. Тоа е добро, можеш со лева и со десна нога да удриш. Као Меси, да речем. Да, знаеш што ќе ти затреба. Од друга страна, има еден интересен феномен што ако правите анализа на децата кои што се родени пред време, вака, ќе видите дека најголем број од нив, скоро некаде над 70% од децата кои што се родени пред време, како идат со школото, покажуваат голем интерес или према математика, или према уметност. И ќе видите во историјата има такви генијалци што се прематурчиња, например Исак Њутон, вие таков, Кеплер, например, тие се познати прематурци, Ајнштајн, Ана Павлова као балерина, например, најпознатата балерина до ден денеска, па дури некој кој што им се одметнал, не отишол ни таму ни ваму е Черчил, например, кој што влегол во политика. Така да, децата што се родени пред време, за мене се многу интересни и за целата педијатрија, морам да ви кажам. Добро, супер. Одиме натаму, имаме ли друг гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Прв пат се јавувам во живо во емисија. Не, ако не, нема проблем, секогаш има прв пат. Фала ви многу. Не се јавувам во врска со темата, се јавувам само да го поздравам докторот. Да кажам дека ние сме негови пациенти и благо да го препорачам на сите кои имаат проблем со децата, имаат проблем со исхрана, со алергии и кои имаат проблем со, ете, како што спомна жената со покачен јод,
што лактоза интолерантни, слободно да се обратат кај докторот. Значи, ако има некој кој е најдобар доктор на светот, тоа е доктор Сајковски. Од срце го препорачувам на сите. Кога кажавте благо го препорачувам, ние зборуваме дека благото не е добро, леле. А ово е добро благо, се шегувам. Да, од срце го препорачувам докторот, затоа што ние 2,5 години се мачевме со алергии со детенцето, одевме на клиника, малтретирање, буквално изживување врз детенцето. Кога отидовме кај докторот со само еден преглед и со само една консултација кај докторот, да отидеме и до биотек лабораторијата, поздрав и до нив. Важно сега е се во ред, така? Потребни анализи и детенцето веќе пола година ни е одлично. Одлично, супер, благодарам многу за јавувањето. Благодарам многу за зборовите. Мене ми е драго, сигурно нормално е. Не. Добро, има премногу... Има доста пациенти. Се разгледа. Имаме друг гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Ало, добро утро. Голем поздрав до вас и до докторот, ве следам редовно. Сега сакам да поставам едно прашање за докторот. Имам 6-месечно бебе. На околу 5,5 месеци почна со дохрана со кашички, по препорака на педијатарот. Сега тој им ги одбива зеленчуковите каши. Значи, не сака ниту да проба. Овошните ги јаде по 120 грама, без проблем. Меѓутоа, зеленчуковите никако. Ги плука, му се гади, сака да повраќа од нив. Па би сакала да прашам за совет што можам да направам за да ги пројаде зеленчуковите каши. Добро, благодарам. Зеленчуковите кашички у суштина треба први да се даваат. Баш заради оваа навика за да почнат децата да го осетат тој вкус. Меѓутоа, ако не сака, треба да се повторува. Значи, треба навистина многу упорност кај децата. Нормално е, дури ја прокоментирав, може да чувате, нормално е дека ги сака благите, тие се посладки, попријатни за јадење, нели? Да. Меѓутоа, затоа инсистираме секогаш кај родителите да се почне со зеленчукови кашички, затоа што таа навика треба да се стекне прво со нив, па после да се вклучат благите кашички. И нормално, ако не сака да ја јаде, значи, ако стварно одбива, ќе почекаме повторно, као со претходниот одговор, еден сад, нема да даваме млеко. Нели? Ќе почекаме, па повторно ќе му дадеме. Кога ќе огладни, навистина ќе јаде. Ама тоа е, тука треба упорност од родителите. Треба упорност и, да, предпоставувам и стрпливост, да, за да се дојде до посакуваната цел. Сега, има уште една работа што морам да ја напоменам. Вкусот знае некогаш да биде кашичките, обивен? да биде опор доста, особено на тие зеленчуковите, и затоа е битно да се избере квалитетно произведени, да речеме, ако се готови кашички, кои што имаат добар вкус, значи пробајте ги прво вие, јас стално им зборам на родителите, пробајте ги вие, ако вас ви се бендисаат, сигурно ќе му се бендисаат на вашето дете. Значи, не е подобро да си направиш таму? Друго е ако ги спреми родителите, ако сами дома го спремат. Тоа мислам дека е подобра комбинација. Апсолутно е добро да го спремат сами дома, меѓутоа со онаа предострожност што ја спомнавме преска, да нема пестициди во зеленчукот. А која комбинација вака е доволно добра да се направи? Например, има една кашичка која што е така интересна и може да се даде на 4+, значи не на 5+. Тоа е брокула. Може би ја да е 4 месеци. Тоа е брокули со ориз, например, има. Добро. Има една кашичка многу убава за исто таа возраст 5 месец, шпагети болонјезе. Значи, уште од мали ги учиме бебињата дека треба да јадат италијанска кујна. Италијански стил, после италијански фраери и фраерки. Дами, добар ден. Дали имаме друг гледач? Добар ден. Повелете. Голем поздрав до емисијата и до докторот. Јас едноставно, моите деца веќе ги порасна, али препорачувам на идните мајки да го следат примерот на докторов и неговите колеги да се уклучат во неговиот пример. Така да препорачувам и гинеколозите, акушерите, да имаат поголема соработка со педиатрите
прошлата емисија докторот многу убаво кажа кои последици настануваат со нормален и со царски рез. Уште еднаш голем поздрав до емисијата и до докторот. Благодарам многу. Добро, тоа е еден добар ланец кој би требало да функционира безпрекорно во делот на гинеколозите, акушерите, педиатрите. Да, добро, ние објективно сега, нели, во Систина и така функционираме. Имаме соработка уште од раната фаза, например, колегите акушери, да речеме, имаме комуникација уште во тек на бременоста, нели, бидејќи мајката се спрема за раѓање. Меѓутоа, ова што го спомена гледачката, јас сум го спомнал неколку пати, ние денеска имаме нов предизвик во медицина во овој 21 век. Многу голем број на деца се раѓаат со царски рез. Значи, тоа е 1%. Тоа е најшироко распространетата хируршка интервенција во светот. Например, да речеме во Бразил, во приватните болници над 85% од жените се пораѓаат со царски рез. Зошто? Па тоа е, знаете како, носи еден благ комодитет, да кажеме, во однос на раѓањето. Ги нема оние породилни болки, да речеме, од еден таков аспект. Од друг аспект е сега таму каде што мора од безбедносни причини нормално дека ќе се прави царски рез, нели? Меѓутоа, кога бебињата ќе се родат со царски рез, они почнуваат да се колонизираат со бактериите од нивната околина. А не со оние бактерии кои што мајката ги спремила низ родилните канали да поминат кај нив. Тоа се фактички оние пробиотици што ги споменавме преска, односно пробиотици кои што кога ќе почне да се пораѓа мајката, едноставно како на нов брод скокаат и фактички колонизираат детето со она што е добро. Чисто ради податок, например, кај бебињата има повеќе микроорганизми во устата отколку што има жители на планетава Земја. Што збори, да? Да, значи устата е еден од најпрљавите делови на телото, како и рацете, и кај бебињата, и кај возрастните луѓе. Ние имаме повеќе микроорганизми во нас и на нас отколку што имаме клетки со кои што живееме. Затоа таа симбиоза е многу битна, а таа почнува со моментот на раѓање. Да, затоа треба и да се чува и да се негува и устата и целата устна шуплина, затоа што таму внесуваме и храна и од таму внесуваме и здрав начин на исхрана, меѓутоа и го кажавте, голем број на бактерии вникуваат во организмот токму преку устната шуплина. Имаме уште еден гледач, претпоставувам дека тоа би бил и последниот за денеска, со оглед на времето. Добар ден, некако многу брго ни замина. Добар ден. Повелете. Доктор Цајговски. Сакам да прашам, дали е возможно кај деца во летниот период да се јави намалено пиење на млеко заради топлинава, затоа што гледам дека деца почнуваат малку помалку млеко да пијат. Да. Дали е тоа нормално и дали децава мои се прематури со оглед на тоа дека се родени 36-та недела со 4 дена? Да. Добро, благодариме. Помалце може да се случи да намалат пиење млеко. Тоа да. Млекото носи, без оглед, мислам, зборам и вештачкото млеко, што се дава кај децата, носи едно високо, ние така го викаме, специфично динамично дејство, кое што продуцира топлина повеќе. И денеска и онака, мислам, уопште овие денови и летото е многу топло. Така да може да се случи да одбијат малце млеко да пијат, а треба да се внесат други течности. Наједноставно овошје и вода. Да. Добро, тоа е добар начин и за прочистување на организмот. Не ме прашавте за сокови. Ајде за соковите, луѓето се утепа од купување готови сокови, а со, не знам, 60 динари или 1 евро што ќе земеш литар сок, па можеш да купиш, не знам, купи пола килограм лимони, пола килограм, не знам, праски, направи си некој джус или било што. Па тоа сакав и да го кажам, во суштина ние не препорачуваме сокови кај децата. Значи, сокот од било кој овошје е најлошиот дел од овошјето. Пулпата која ја фрлате, која ќе направите овошје, е уствари најбогатиот дел, кој што луѓето, децата и луѓето треба да го внесуваат. Кога вие ќе направите сок во, нели, денеска е модерно да пиете цедена помаранџа или цеден цитрусен, нели, по сите кафичи, на децава им се купува тоа и сите пијат. Тоа е најлошиот дел од цитрусните овошје. Онаа пулпата што лета таму што се фрла, таа е најбогата со биофлавоноиди и таа е устори таа која што ние влакненца. Да. Значи, сакам да ви кажам, денеска во педиатријата уште од најмалата Ама нема штета од тоа. Не, нема штета. Подобро тоа отколку тетрапак? Не, сигурно, тоа апсолутно. Нема да, апсолутно. Дилема.
Тоа апсолутно. Тетрапак или литар и пол пластика, леле. Тоа е веќе друга пластика, друга тема. Меѓутоа сега да ви кажем, ние на децата, например, на бебињата не им даваме сок класично, него да речеме ако се овие готови произведени, има пире од овошје. Пирето од овошје е многу подобро. Тоа не е ни сок, тоа е фактички само направено пире од него. И тоа треба да го јадат. Ве прашав за соковите затоа што кај нас многу често се збори, ја споменав преска, помалце млеко, ако треба течност, вода. Едноставно. Таа е основната течност на човековото тело и на бебешкото дело. И овошјето да си го јаде, најубаво. Да си го крка. Да. Добро. Океј, да, тука некаде дојдовме и до крајот од денешната Телма амбуланта. Зборувавме за исхраната во летниот период од годината кај децата, но и кај повозрастните на оваа тема. Денеска имавме супер одговори и супер прашања од вас, но зборувавме со доктор Александар Сајковски, педијатар од клиничката болница Аџибадем Систина. Епа ми беше исклучително драго ви беше што бев гостин беше. Вака прв пат и да се правиме официјално во емисија, имав така доста прашања, ама вие давте па топ одговори. Ај се гледа дека луѓето доста ве почитуваат. Благодарам многу и на вас и на сите гледачи. Благодарам и јас за гостувањето, а ние тука ќе се поздравиме, ви посакуваме да имате да ги почитувате и да ги применувате советите од доктор Сајковски. Се разбира, останете и понатаму на фреквенција на Телма. Внимавајте што конзумирате и што им давате да јадат вашите деца.